Македонија може да биде горда на многу работи, но на пошто ние се гордееме како нација се нашите спортисти кои постигнуваат огромни успеси, било да се мажи или жени. Од изминатиот петок цела европска јавност е посветена на фудбалот, но она што никако не смее да остане незабележано е огромниот успех на нашата женска ракометна репрезентација, која со победата против Турција се избори за настап на европското првенство во ракомет. Затоа ние решивме малку да поразговараме со Тања Андреева, која е голман, но и капитен на женската македонска фаланга. И бидејќи разговорот го правевме во салата во која ги извојува големите победи, моравме најпрво да ја прашаме дали е чудно кога ќе застане вака да ја погледне салата без публика. Па многу е чудно, да, за разлика кога беше надпревара со Турција и со Франција кој игравме исто дома, беше преполна салата, преубав амбиентот беше и сега ми е стварно чудно пред вака празна сала да давам интервју. Она што нам ни беше главната тема за денешниот разговор, не ни беше полната сала која несомнено им дава поддршка на репрезентативките, туку начинот на подготовка на телото и духот за вакви тешки мечеви и исхраната која ја конзумираат за да ги издржат овие напори. Па затоа побаравме Андреева да ни одговори што таа конзумира наутро. Исхраната е битен сегмент кај спортистите, не само кај спортистите, него и кај обичните луѓе. Така да ние специјално на Сабајле обавезно имаме на појадокот на менито мусли, специјални, значи тие се за здрава исхрана. Јас лично ги конзумирам премногу муслите, специјално само за појадок и благодарение на Виталија, верувате дека многу придонесуваат и за здраво тело, и за успех, и за буквално не чувствувате глад во наредните 5 сати. Па слушнавте и самите. За успех се потребни повеќе работи, но она што е најважно е тренингот и исхраната. Затоа конзумирајте ги муслите на Виталија секое утро за да имате сила да ги издржите пред извиците и да постигнувате успеси. Не само во спортот како Андреева, туку во текот на целото ваше секојдневие.